Во студиото со вас, Деспина Тодоровска. Добро вечер и ви благодарам за вниманието. Обвинители и полицајци вечерва влегоа во кругот на поранишната фабрика Охис, каде е регистрирана фирмата, чиј собственик викендов беше приведен во Србија поради заплена на 5 тони марихуана. Ивана Соколович најдова е таму, ја вклучуваме во живо. Ивана, истражните органи повеќе денови ја спроведуваат оваа акција без многу детали во јавноста. Што знаеме до овој момент? Деспина, речиси 4 часа трае полициската акција за спузбивање на нелегална трговија со марихуана овде во кругот на поранишната фабрика Охис. Попладнево, нешто по 17 часот, десетиња комбиња, камиони, полициски возила и возила на царината влегоа во кругот на Охис, каде што се наоѓа седиштето на фирмата Алфа Фарм, чишто собственика беше приведен во соседна Србија во она акција на тамошните органи за заплена на 5 тона марихуана, кое што беше поврзано според тамошните медиуми со Македонија. Детали до овој момент воопшто не се соопштуваат, од она само што го знаеме дека целиот објект на поранишната фабрика е под силна полициска опсада, нема и недозволен никаков пристап до таму и полицијата единствено само ја потврдува акцијата, велејќи дека по завршувањето на целиот претрес ќе ги соопштат деталите без да прецизираат кога би се случило тоа. Она што е досега јасно е дека според информации од истрагата кои што ги добивме, оваа акција се спроведува и е поврзана, како што кажав, со оние 5 тона на марихуана кои што беа запленети во соседна Србија, но не ова единственото место каде што се вршат претреси. Изминатите неколку дена се правени претреси освен во Скопје и во Струмица. Она што го е досега познато е дека интерна истрага води и царината, која што проверува документација со цел да се утврди дали во последниот период имало евентуални пропусти на лица од управата. Исто така и обвинителството за гонење организиран криминал го води случајот и претходно известија дека се во интензивна комуникација со српските истражни органи. Попладнево и премиерот Мицкоски во гостување на телевизиско представување практично потврди дека јавноста ќе биде згрозена од она што ќе го слушне, а дека целата оваа акција на полицијата е во корелација, како што кажав, со оној случај заплената на 5 тони на марихуана и вели дека станува збор за голема количина на марихуана која што е предмет на оваа полициска акција, споменувајќи десетици тони марихуана кои што според неговите кажувања се претресуваат и се бараат овде во поранишната фабрика Охис. Онова се последните единствени информации кои што до овој момент ги имаме. Што ми добиеме некаква потврда од полицијата, дали акцијата е завршена, што е најдено, да ќе известиме во следните вести. Ивана, сте благодарам за овие информации во вестите. Сега кога остануваме да проследиме денешната акција, многу повеќе во следното информативно издание. Двајца пожарникари и двајца гости во Окочанската дискотека денеска сведочеа за битката со огнот и обидите да се спасат што повеќе животи. Родители на загинатите пак тврдат дека дел од обвинетите и од притвор вршат притисоци врз сведоците. Тамара Дичовска со деталите. Живи, загинати и повредени. Речиси сите гости од Пулс на кумната вечер биле заглавени во ходникот, тоалетот и билетарата. Телата на загинатите биле испреплетени, пожарникарите успеале да спасат и тројца што биле заглавени во тоалетот. Другите врескале за помош да излезат од дискотеката. Повикот пожарникарите го примиле околу 2:30 часот по полноќ, отишле до Пулс со сите 9 противпожарни возила. Кога стигнал командирот до вратата од возилото, веќе имало девојка која не реагирала. Пристапивме да ја реанимираме бидејќи беше во безсознание. Прво почнавме со вештачко дишење и пумпање на градниот кош. Дојде медицинско лице, ме фати за рака и ми рече: "Господине, девојката е почината", сведочеше командирот Драган Апостолов. Се упатиле внатре кон објектот, а во ходникот имало толпа од луѓе паднати едни врз други. Дел од нив ги спасувале преживеаните, а тие влегле да го гаснат пожарот, да не се прошири кон ходникот, каде биле сите заглавени. Но во дискотеката видели 3 тела кои што веќе биле изгорени.
После тој ходник пред мене имаше две изгорени лица кои ги зафатил огнот, пеплосани. Едното беше седнато на земја, изгорено се држеше за високата маса, другото лице лежеше до него. Од десната страна имаше уште едно лице. Телото му беше изгорено, со рацете нагоре, кажа во потресното сведоштво Апостолов. Пожарот го гаснеле до кај 4:30 часот наутро. Командирот видел дека има ознака за ПП апарат, меѓутоа тој бил без вентил и не можеле да го потребат. И неговиот колега, кој пристигнал прв со возилото, сведочеше дека излекувањето било исклучително тешко. Ги носеле на раце, бидејќи дел од децата биле во грчи шок и не можеле да одат. Им помогнало обезбедувањето и другите лица кои се нашле пред објектот. Во билетарата затекнал заглавени над 10 лица без знаци на живот. Сведочува и двајца гости во дискотеката кои што биле на купната вечер. Купиле карти за 500 денари, а фискална не добиле. И двајцата кажаа дека објектот бил реновиран, претходно имало тераси во внатрешниот дел, а по реновирањето плафонот бил спуштен. И Сара и Бранислав биле хоспитализирани. Се согласија кривично да ги гонат обвинетите. Мајката на загинатиот Тома Златков посочи дека имаат сознанија според кој братот на сопственикот на Пулс во притвор има телефон со кој влијае врз исказите на сведоците. Надлежните служби да ја проверат оваа информација и детално да го проверат телефонот и комуникациите кои се остварени преку овој телефон. Дел од адвокатите и денеска бараа да падне обвинението за обвинетите кои не ја донеле пиротехниката и не биле вечерта присутни кога изгорела дискотеката. Сведоци кои што и минатиот пат потврдија дека пиротехниката е местена, донесена, припремена од самата група, со што веќе државните службеници од поголемиот број од институциите овде не можат да останат во постапката. Одбраната тврдеше дека обвинителството влијае врз изјавите на сведоците, додека пак родителите сметаат дека токму адвокатите ги заплашуваат сведоците. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Утре ќе се знае дали синдикатот на УПОС ќе прифати покачување на платите на дел од администрацијата по 8% во наредните 3 години. КСС веќе ја прифати ваквата понуда на владата. Независно дали ќе биде постигнат ваков договор, Сојузот на синдикати не се откажува од најавените блокади на институции од вторник. Дутре напладне УПОС ке каже дали ја прифаќаат подадената рака од владата за исплата на 8% додатоци на плата во следните 3 години или зголемување на платите на административците до 40% до 2028 година. Првиот човек на УПОС Дејановски вели дека иако помалку од оно што тие го бараат, сепак ваквата понуда е прифатлива за нив, но се чека мислењето на синдикатите од внатрешноста пред да ја соопштат конечната одлука. Мислам дека сме на добар старт, дека нова може да се дополнува секое и да се дополнува и да се допреговара. И на состанокот денеска се договоривме утре да им сообщиме на владата нашата одлука и веднаш потоа да прифатиме да пристапиме кон изработување на колективен договор кој би го пишале сите овие органи во кои што би ги имало овие покачување на или на додаток на плата или на плата, тоа треба дополнително да го утврдиме. Додека се чека одлуката на УПОС, Конфедерацијата на слободни синдикати потврдија дека ја прифатиле понудата за зголемување на платите на административните службеници во рок од 25 до 26 месеци, почнувајќи од 1 март годинава до март 2028 и заедно со линеарното покачување дополнително да се покачуваат и платите по 8% секоја година. КСС уште од првиот момент ја прифати понудата кога таа беше изнесена без обструкции, без калкулации, без злоупотреба на работниците. Нашиот став беше и останува јасен. Секоја реална можност за подобрување на материјалната состојба на вработените треба да се искористи веднаш, велат од КСС. Условот на владата до УПОС е тие да се откажат и од колективните договори, иако тие не се потписници на истите, туку ССМ. Доколку синдикатот прифати да се откаже од општиот колективен договор, овие работници ќе треба да потпишат нови колективни договори. Независно каква ќе е одлуката на УПОС, тие не се откажуваат од барањето за 600 евра минимална плата и остануваат на најавените протести. Ивана Соколович, Најдова, Сител телевизија. Пари има, ако добро се распоредат, тогаш минималец од 600 евра може да стане реалност, вели лидерот на СДСМ, кој денес излезе со математика. Од каде може да се скратат пари за да се излезе во пресред на барањата на синдикатите? Со ова практично сметам дека е јасно дека нема простор за изговори. Ако владата сака, тогаш ова кратење може да се направи само во овие две ставки на буџетот. Нека дадат предлог за ребаланс, веднаш ќе го поддржиме во собранието.
Се уште никој не е приведен по протестите на кои граѓани се закануваа со немири откако им биле одземени автомобилите кои ги возеле без возачка. Темата денеска е во фокуси на партиските обвинувања. Се уште никој не е уапсен, но се превземаат мерки по последните протести во кои групи граѓани се закануваа со немири и убиства, бидејќи полицијата им ги одзела возилата затоа што возеле без дозвола. Од полицијата немаме против некој ако ни земи возило. Да знаете ќе има и тепачки убиства. Значи Од обвинителството велат дека испитуваат дали некој од граѓаните ширел омраза и нетрпеливост или пак можеби е сторител на кривичното дело организирање отпор. Дел од граѓаните кои протестираа објаснуваа дека не можат да добијат возачка дозвола, бидејќи за да полагаш мора да имаш завршено најмалку основно, а тие како што велат се уште се неписмени. Минимално образование, основно за да можат да полагаат за возачка дозвола, државата им обезбедува можност. Тие треба да ја искористат. Темата очекувано доби и политички белег. Власта обвини дека опозицијата стои зад протестите. Лицата кои деновиве повикаа на тепање и убивање на полициски службеници поради желбата да возат без возачки дозволи, поради проектот Безбеден град, биле активно вклучени во кампањата на Оливер Спасовски, што може да се види на фотографијата на екранот. Опозицијата демантира, побара владата да најде решение. Не може категории на граѓани кај нас да имаат немир, да имаат проблем. Улогата на владата е да излезе во пресред на сите. Значи, прекршување на закон не смее да се толерира, меѓутоа мора да се разговара со луѓето да види кои се проблемите и да им се понуди решение за да може да функционираат понатаму. Проблемот на овие граѓани се јави по измените на законот кои предвидуваат одземање на возилото доколку ве фатат да возите без дозвола или пак со забрана. Голем дел од нив и претходно добивале казни, но сега за прв пат останаа без автомобили. Александар Спасовски, Сител телевизија. Со повеќе инфраструктурни проекти, град Скопје се вклучува во поефикасно функционирање на безбеден град. Ѓоргиевски најавува смарт зелен бран, поставување лежачки полицајци, сообраќајни знаци и камери на јавните површини, додека тајмерите на семафорите заминуваат во минатото. Сите студии е докажано дека од една страна тоа е добро за предупредување на граѓаните, но од друга страна по студија е докажано и во градот Скопје имаме документација за сето тоа дека на позиции каде што имало тајмери во минатото, поради секунда жолто или секунда црвено или секунда зелено, често пати се случувало да има сообраќајки. Така да тоа го отфрламе како опција и ќе одиме на смарт зелен бран. Министерката за образование вели дека лично не верува во пропусти при извезувањето на мозочни ткива од Македонија за научни истражувања во САД. Проектот од пред речиси 3 децении го истражуваат и обвинителите за организиран криминал и корупција. Весна Јаневска го дели мислењето со Азир Алиу, дека се многу мали шансите да има злоупотреби со извезувањето на мозочни ткива од Македонија за научно истражување во САД. Министерката за образование и наука вели дека универзитетите имаат автономија за научната дејност, а проектот кој бил пред речиси 30 години е потпишан меѓу Универзитетот Колумбија и Институтот за судска медицина, но не верува дека има пропусти. Лично не верувам дека постои пропуст во процедурата за размена на ткивата, особено затоа што Колумбија универзитетот е 8 на ранг листата на светската шангајска листа долго време. Кај нив процедурите се строго контролирани и одредени. Министерката за образование вели дека ги стимулираат универзитетите да создаваат релации со странски универзитети и да учествуваат во проекти од кои ќе имаме бенефит. А што добиваме од истражувањето на мозочни ткива? Тој проект, колку што сум информирана, но добро се информирам, работел на изнаоѓање на соматски причини за самоубиства, депресија и шизофренија. Од тоа цел свет треба да има корист. Знам дека имаше проект за Алцхаймер кој го водеше Колумбија, универзитетот и за други нешта, проблеми кои ден денес не се решени, а ако се решат,
бенефит ќе има целото светско население, не само Македонија. Вчера обвинителството отвори предмет за извозот на мозочни ткива во САД и ќе проверуваа дали има елементи за кривично дело. Истражува и работната група што ја формираше министерот за здравство. Во оваа фаза ние правиме напори да стигнеме до информации, но од другата страна мора да напоменам дека мора да бидеме предпазливи и како институција, и како граѓани, и како новинари, за да не правиме фама од нешто што може да се фидбекот да не биде многу негативен понатаму. Ова следува повеќе објавените информации од досието на починатиот милиардер Джефри Епстин, дека и нашата земја била дел од долгогодишно научно истражување и од големиот број мозочни ткива во банката за истражување, имало и од Македонија. Сања Димитровска, Сител телевизија. Последното информативно